Доналд Бисет река од зборови. Река од зборови. Си била едно време една река од зборови. Таа течеше кон морето, а целото море било од книвчиња и приказни. И така реката си течеше, а зборовите и буквите се префрлаа едни преку други и удираа во карпите како брановите во вистинските реки. Ајде да напишеме една приказна, рече реката. Си била едно време една... Ора! Викнаа другите зборови. Токму така почнуваат приказните. И потоа што станало? Еве каква приказна им раскажа реката. Си била едно време една река од зборови, која се влеваше во морето, а сите зборови оделе во книвчињата со приказни. Арно ама, една витричка ја препливала реката и зборовите се измешале, така што наместо да се напише имало некое време, излезе време имало некое. Видричката многу беше збунета. Ти си лоша видричка, ја прекори реката. Само ни ја расипа приказната. Многу жалам, се извини Чарли. Така се викаше ведричката. Може би ако препливам во спротивна насока, работата ќе се поправи? Таа преплива во спротивна насока, излезе на брегот и погледна кон зборовите, кои сега составуваа ваква реченица. Некое имало време. Сигурна сум дека и тоа не е правилно, си помисли видричката. Како и да е, реката се разбранува и набрзо зборовите се наредија правилно. Имало некое време, прочита видричката. Една видричка која се викала Чарли. Види, па тоа сум јас. Јас се викам Чарли, па таа приказна е за мене. Видричката толку се возбуди што почна да скока, потоа падна, се слизна и падна во водата и повторно ги измеша зборовите. Ох, колку се нажали реката. Видричката брзо излезе од неа и погледна кон зборовите. Имало некое време кое се викало Чарли, една видричка. Од лошо по лошо. Што очекуваше друго да се случи? Ја искара реката. Секогаш кога почнуваме приказни, ти паѓаш и се измешува. Сега треба да почнеме се од почеток. Имало некое време некоја видричка која се викала Чарли и таа живеела покрај реката од зборови. А што потоа? Зборовите долго мислеа, но не можеа да измислат приказна за Чарли. Тогаш Чарли рече: јас ќе ви помогнам, и се оддалечи од реката, а потоа се засили и скокна право среде реката. Потоа излезе на брегот и погледна кон зборовите. Тогаш ги измеша зборовите правилно. Имало некое време многу лоша видричка, прочита. Еднаш сретнала едно маче. Мјау, викаше мачето. Сакаш ли сладолед? Не, рече Чарли. Мјау, а млеко сакаш ли? Не. Мјау, сакаш ли риба? Да, се разбира, рече Чарли. Мјау, мјаукна мачето. Тогаш, ако дојдеш дома, тетка ми ќе те чести со рибји чај, со ржано лепче намачкано со масло и паштети од риби. Прекрасно, се израдува Чарли. Многу огладнев. Ајде да одиме. Само пред тоа кажи ми што ќе стане со приказнава? Таа ќе влезе во книвчето, река од зборови и рече реката. Видричката беше презадоволна. Прекрасно, рече таа. А сега до гледање, и отпоздрави реката. А зборовите повторно се измешаа и потоа напишаа со љубов и бакнежи за Чарли. Потоа се испревртеа, се затуркаа и потекоа кон морето од книвчиња со приказни. Анабела. Си била едно време една крава со заболен стомак. Ја викаа Анабела. Слушајте сега како кравата Анабела има спасено голем брод од потонување. Еден маглив ден на брегот на Корнвол, Анабела си пасеше трева на ливадата. Маглата беше толку густа што не можеше да си го види дури ни врвот на носот, кога етети голтнала еден магарешки трн. Ох, кутрата таа! Трнот и влезе во мевот, ја боцкаше и многу ја болеше. Анабела престана да пасе и замука со сета сила. Токму тогаш во близината поминуваше еден голем брод за Америка. Капетанот гледаше низ двогледот, но наоколу гледаше само магла.
Каде се наоѓаме сега? Го праша својот прв помошник. Господине, воопшто не знам. Предпоставувам дека сме некаде покрај бреговите на Корнвол. Добро, дајте сигнал, заповеда капетанот. И првиот помошник ја вклучи сирената. Анабела ја стјушна и си помисли. Тоа мора да е некоја друга крава што голтнала магарешки трн. Треба да повикам лекар. И замука за да й даде знак на другата крава дека го слушнала нејзиното мукање. Еве, слушајте! Првиот помошник ја исклучи сирената и почна да наслушува. Тогаш и покрај ревењето на брановите, низ маглата повторно се слушна мукањето. Ама тоа е кравата Анабела, рече капетанот. Изгледа сме близу до нејзината ливада. И без да чека ни миг, даде цел куп заповеди. Маш стопини, не сакам да кажам, стоп машини, со полна пареа назад, дај сигнал. Бродот запре. Синџирот на котвата заждринготи, а сирената на бродот повторно почна да вие. Ох, колку ја боли мевот таа крава, си помисли Анабела и пак замука. Капетанот погледна преку бродот. Набра го сонцето изгреа и тој виде дека го запрал бродот токму навреме, пред да удри во голема карпа. Така, благодарение на мукањето на Анабела, капетанот го спаси бродот. Токму тогаш повторно слушна мукање. Му! Му! Чудна работа, си помисли капетанот. Таа продолжува да мука, како да ја боли мевот. И го испрати на брегот бродскиот лекар да ја го излекува со таблетки стомачето на Анабела. А предај го и ова, рече капетанот и му го подал на лекарот кутичето со некаков надпис. Кога лекарот слезе на брегот на Анабела, уште и беше лошо, но тој и даде таблетки и се почувствува подобро. Капетанот ме замоли да ти го предадам и ова, рече лекарот. Тој го извади кутичето што му го дал капетанот и го покажа. На кутичето имало надпис: на Анабела, кравата која го спаси нашиот брод од пропаст, од капетанот. Внатре имало прекрасен сребрен медал со свилена лента. Лекарот го обеси на вратот на Анабела и медалот висеше на нејзините гради. Таа се почувствува многу горда. Овој медал ти се дава зашто го спаси нашиот брод со своето мукање, и рече лекарот. Сега треба да побрзам да се вратам, зашто одиме за Америка. И се врати на бродот. Сонцето грееше весело и маглата веќе се дигна. Анабела погледна кон морето. Му, замука таа. Му, одврти бродот. Колку повеќе бродот се оддалечуваше, толку мукањето се слушаше послабо. Но капетанот, кој гледаше низ својот двоглед, виде како Анабела пасе трева со орденот на вратот. Му, мукаше Анабела и погледнуваше кон морето. Тогаш и се пристрои дека од големиот брод далеку во морето се слуша едно слабо му. Анабела беше многу среќна и продолжи да пасе трева, а орденот блескаше на утринското сонце. Тигарчето кое сакаше да се бања. Си било едно време едно тигарче по име Берт. Забите му биле големи, бели и кога ржало како да се кревала вистинска бура. Но Берт било многу добро тигарче, секогаш внимателно и љубезно, но само додека некој ќе посакал да се искапе во кадата. Самиот Берт многу сакал да се капе и да се кисне во вода по цел ден, така што го губеле трпението господинот и госпоѓата Смит и нивната керкичка кои живееле со него. Секогаш кога некој од нив одел да се капе во бањата, Берт почнувал да ржи, да се заби. Ајде, Берт, дојди да вечераш, го покануваше госпоѓата Смит и го мамеше со голема чинија коски. Не, благодарам, одвраќаше Берт и ржеше. Кутрата госпоѓа Смит само што не се расплачуваше. Веќе е време да го капам бебето, а Берт уште лежи во кадата. Што да правам? Се сетив, викна господин Смит. Тој отиде во продавницата и купи 20 шишиња црно мастило. Демнеше и кога Берт не го гледаше, ги истори во кадата. Сета вода поцрне. Поцрне и Берт.
По неколку часови Берт оцени дека е веќе време за вечера и излезе од кадата. Види, види, колку големо црно маче, викна господин Смит. Навистина, колку убаво маче, рече госпоѓа Смит. Маче, се зачуди Берт. Јас не сум маче, јас сум тигарче. Крзното на тигрите е со риги, рече госпоѓа Смит. Тие не се сосема црни како тебе. Леле, а може би навистина сум маче. Освен тоа, мачињата навистина не сакаат да се капат, додаде господин Смит. Ти го знаеш тоа? Навистина е така, се согласи Берт. По вечерата отиде во градината. Принц, кучето на соседите, кој сакаше да ги брка малите мачиња, штом го виде Берт викна. Еве едно маче, сега ќе го фатам. Треба да признаеме дека принц беше малку збунет, зашто Берт беше најголемото маче што го имаше видено дотогаш. До сега мачињата секогаш ќе избегаа уште кога ќе го слушнаа неговото лаење и затоа се вдаде по Берт, залаја, почна да се заби и ги покаже забите. Но Берт само мрзрево ја сврте главата и малку заражи. Рррррррр! Никогаш во животот принц не бил толку исплашен. Не виде како ја прескокна од градата и избега дома. Малку подоцна, кога господин Смит беше во градината, Берт го праша. Навистина ли сум маче? Зар не те се чини дека сум многу голем? Па, да, всушност ти не си вистинско маче, рече господин Смит. Ти си тигарче. Тигарче од особен вид, кој не сака да лежи во кадата повеќе од половина час. И тоа е најдобриот род тигри. Берт беше многу задоволен. Значи, јас сум од тој род, си рече тој. Од најдобриот? И почна да преде од задоволство, а потоа го излежа сето црнило од своето крзно и стана повторно прекрасно жолто тигарче со црни риги. Тогаш влезе во куќата и му рече на господин Смит. Ке одам да се искапам. Ја пушти водата и лекна во кадата. Но остана само половина час и господја Смит го пофали дека е многу добро тигарче и му даде цела кофа сладолед. Берт ја пикна главата во кофата и почна да лиже. Ох, 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 се насладуваше тој. Многу сакам сладолед. Станицата што не стоеше на едно место. Си бил едно време еден крал по име Семјуел. Еднаш попладне, додека седал на престолот, оценил дека нема да биде лошо ако се повози малку со воз и да оди да ја види баба си. И така се поздравил со кралицата и отишол на станицата Ватерло. Само што стапнал на ескалаторот за перонот, а станицата рекла: ми се пие чај. А кога слегол од ескалаторот, станицата веќе ја снимало. Кралот Семјуел се вчудо видел. Па тој стоел на ништо. Каква непријатност, се возбуди кралот. Ете сега кога ќе го испуштам возот и баба ми ќе ми се налути. Еј, враќај се веднаш, и викна на станицата. Но станицата не го послуша. Нема, дури кога ќе го испијам чајот, тогаш ќе се вратам. Така и направи. Откако го испи чајот, се врати и кралот Семјуел се качи во возот и тргна на пат. Пуф, паф, пуф, паф. По кратко време на полето покрај железничката линија видоа една крава. Возот запре. Овој ли е патот за бабината куќа? Праша машиновозачот. Да, тој е, одговори кравата. Можам ли да дојдам кај вас? Се разбира, се согласи машиновозачот. Скокни внатре. И Сали така се викаше кравата. Скокна во возот и тргна на пат. Патуваа што патуваа, кога зад себе слушнаа за збитавно дишење и пуфкање. Се свртеа и што да видат. По нив со сета сила трчаше станицата Ватерло. Може ли да дојдам и јас? Праша таа. Се разбира, рече кралот Семјуел. Така се собраа сите во возот и набра го стигнаа во куќата на бабата. Таа многу се зачуди кога виде толку многу свет. Таму беа машиновозачот, и Сали, и кралот Семјуел, и на крајот самата станица Ватерло. Сепак, бабата им се израдува на гостите и ги честеси со чај.
а откако го испија чајот, кралот Семуил рече: "Време е да се вратиме. Во 5 часот треба да бидам на станицата Ватерло." "Тогаш нема зашто да брзаш," рече бабата. "Нели станицата Ватерло е овде?" "Навистина," се сети кралот. "Тоа ќе ни заштеди доста пат. Во тој случај имаме време да испиеме уште по една чаша чај." И бабата свари уште еден чај, а по чајот сите играа до 5 часот. Тогаш се поздравија со бабата и слегоа на станицата Ватерло, всушност беа таму од каде што тргнаа. Се разбира, со исклучок на кравата Сали, која се качи на еден патнички воз за дома. "Ти си многу добра станица," и рече кралот Семуил кога се поздрави со неа. "А сега треба да си одам. Кралицата ме чека. Повели некогаш кај нас нагости." Под килимот. Си биле едно време еден тигар и еден конј кои биле големи пријатели. Тие живееле под килимот на гостинската соба, зашто многу сакале да пречекуваат гости. Еднаш Шеила, девојчето кое живеело во истата куќа, ги праша: "Како станувате толку рамни за да се сместите под килимот?" "Многу едноставно," одговорија тие. "Ние сме измислени животни. Јас сум измислен тигар, а јас пак сум измислен конј." "А каде ти е сеното?" го праша Шеила конјот. "Под килимот," одговори конјот. "И тоа е измислено сено." "И ти ли си ги чуваш таму коските?" го праша таа тигарот. "Се разбира," одговори тој. "Ох, коски!" И откако се оближа се скри под килимот. По него се скри и конјот и Шеила остана сама. Тогаш таа зеде лист хартија, нацрта неколку коцки шеќер и го стави листот под килимот. По кратко време слушна крцкање и еден конјски глас зацика од задоволство. Шеила напиша една белешка: "Што сакаат тигрите?" и ја пикна под килимот. Се слушна некакво шепотење, а потоа конјот ја подаде главата од под килимот. "Сендвичи со сено," рече тој. Шеила го погледна зачудено. "Ти си лош конј. Нели само коњите сакаат сендвичи со сено? Ајде, оди и прашај го тигарот што сака." Конјот се скри и тогаш излезе тигарот. "Сакам и рачен часовник," рече тој. "Да кажувам колку е часот?" "Добро," се согласи Шеила, нацрта часовник и му го даде, а исто така и неколку сендвичи со сено за конјот. Тигарот се скри. Помалку излегоа и двајцата. "Шеила, многу ти благодариме," рекоа и ја бакнаа. "Имате ли потреба од нешто за оваа ноќ?" ги праша таа. "Време е да си легнам." Да, само едно," одговорија тие. "Еден чадор." "Чадор?" се зачуди Шеила. "Па нели под килимот не врне?" "Ох, заборавив, тоа е измислен дожд." "Точно така," рекоа конјот и тигарот. И таа нацрта еден чадор и им го даде. "Ти благодариме," и рекоа тие. "Добра ноќ." "Добра ноќ," им посака Шеила и отиде да спие. Но потоа си помисли: ќе биде многу жално ако не врне и ако не го употреба чадорот. И нацрта на голем лист хартија дожд, слезе напрсти по скалите и го пикна под килимот. Следното утро, кога повторно слезе долу, во гостинската соба имаше цела педа вода, а тигарот и конјот седеа во отворениот чадор како во чамец и пловеа нагоре надолу низ собата. "Зар нацртав пороен дожд?" си помисли Шеила. Штом го изеде појадокот, пак се врати во гостинската соба. Токму тогаш мајка и го чистеше килимот. Сега немаше ни вода, ни чадор, ни тигар, ни конј. Шеила седна на подот со блокчето и почна да црта еден тигар и еден конј заспани длабоко. Кога излезе мајка, Шеила седна пред каминот и се загледа во огнот. Наоколу беше тивко, само под килимот се слушаше гласно рчење. Како се родила морската ѕвезда? Си биле едно време 7 слонови. Првиот бил многу голем, вториот голем, третиот не многу голем, четвртиот среден,
5-тиот мал, 6-тиот многу мал, а 7-тиот бил сосема малечко слонче. Еднаш слоновите стоеја на врвот на еден рид покрај морето и гледаа како изгревеат ѕвездите. Ноќта беше многу темна и ѕвездите трепкаа весело на небото. И рибите во морето гледаа кон ѕвездите. И штом ке забележаа некоја ѕвезда што паѓа, се нуркаа во водата да ја најдат, зашто им се чинеше дека паднала на морското дно. Ајде да се обидеме да фатиме некоја ѕвезда што паѓа, рече многу големиот слон. Ајде, се согласија другите. Тогаш многу големиот слон го фати со сурлата големиот слон. Големиот слон го фати на ист начин не многу големиот слон, не многу големиот слон го фати средниот, средниот слон го фати малиот, а малиот го фати многу малиот слон, а на крајот многу малиот слон го фати сосем малечкото слонче. Тогаш многу големиот слон ги фрли другите слонови кон небото, кон една ѕвезда што паѓа. Штом измина извесно време растојание, тогаш пак големиот слон ги фрли другите слонови понатаму. Изминаа уште малку пат и не многу големиот слон ги фрли средниот слон и другите 3 слона толку далеку колку што може. Потоа средниот слон го фрли многу малиот слон и сосема малечкото слонче. И кога веќе речисето се доближија до ѕвездата што паѓа, многу малиот слон го фати сосема малечкото слонче, а сосема малечкото слонче ја фати ѕвездата што паѓа со сурличката и му ја подаде на многу малиот слон, а многу малиот слон му ја подаде на малиот слон, а малиот слон му ја подаде на средниот слон, средниот слон му ја подаде на не многу големиот слон, тој му ја подаде на големиот слон, а тој му ја подаде на многу големиот слон, кој ја подаде на една риба и таа ја голтна и се преобрази во морска ѕвезда. Магла. Еднаш, на роденденот на кралицата, во Лондон пристигна маглата да ја види церемонијата со дигањето на знамето. Но пред одењето на церемонијата, кралицата му рече на генералот: денеска ќе нема церемонија со дигање на знамето, зашто има магла. А тоа се случуваше секогаш кога се спушташе маглата. Нејзе стануваше многу тешко, зашто многу сакаше да ја види церемонијата со дигањето на знамето. Но што да прави кога секогаш кога доаѓаше во Лондон, кралицата велеше: одложете ја церемонијата. Во Бакингемската палата, под престолот на кралицата, живеел еден мачор кој се викаше Смоки. Тој ја сожали маглата и реши да ја помогне. Следната година, точно пред роденденот на кралицата, мачорот го напишал следново писмо: под престолот на кралицата палатата, вторник, мила магличке, те молам дојди во палатата. Искрено твој Смоки. Истата ноќ, пред да си легне, кралицата го остави мачорот пред задната врата на Бакингемската палата и се качи во својата спална. Пред да успее да измјаука 3 пати, Смоки виде дека маглата се спуштила над Лондон и на двајцата им беше многу пријатно да се запознаат. Многу сакам да ја видам церемонијата со дигањето на знамето, рече маглата. Но секогаш ја одложуваат, што ме магливо и затоа никогаш не можам да ја видам. Тоа го знам, рече Смоки. Сега слушај. Утре треба да дојдеш лично пред да тргнат војниците за церемонијата. И штом генералот ќе те види, ќе рече: Ваше Величество, има магла. Дали да ја одложиме церемонијата? Да, тој секогаш вели така, воздивна маглата. Тогаш, продолжи Смоки, пред да одговори кралицата, да одложете ја церемонијата, ти мјаукни. Добро, само како се мјаука? Смоки од се срце и покажа. Маглата вежбаше додека научи да мјаука сосема добро. Утредента, токму кога војниците се постројуваа за церемонијата, генералот рече: Ваше Величество, да ја одложиме ли церемонијата? Гледам дека има магла. Каде? Праша кралицата. Онаму, рече генералот и покажа кон маглата.
Токму тогаш маглата јаукна. Добра работа, генерале, рече кралицата. Зар не умеете да разликувате магла од маче? Сосема јасно го слушнав како мјаукна. Се разбира, нема да ја одложиме церемонијата. Така маглата остана и ја виде најпосле церемонијата со дигањето на знамето. Сега веќе таа се чувствуваше многу среќна и отида да живее на врвот на Велшките планини и да си игра со другите магли. Еднаш кралицата и напиша: Мила маглички, не брзај да се вратиш. Искрено твојата кралица. А маглата ја одговорила: Ваше Величество, мене и овде ми е добро. Многу сум задоволна што ја видов церемонијата со дигањето на знамето. Благодарам што ми дозволивте да ја видам. Искрено ваша маглата. П.С. Поздрав до Смоки. Кралицата не можеше ништо да разбере. Смоки, како успеа маглата да ја види церемонијата со дигањето на знамето? Го праша таа мачорот, погледнувајќи под престолот. Но Смоки само почнал да си преде. Тоа беше неговата тајна. Станицата свртена наопаку. Си бил едно време еден гавран. Се викаше Алберт. Тој беше многу мрзлив. Како што леташе, така заспиваше и сонуваше чудни соништа. Еднаш заспал толку длабоко, што почнал да лета наопаку, а и сонот што го сонувал исто така, се свртел наопаку. Еве ваков бил тој сон. Еден мачор кој се викал Марми, многу сакал да лови глувци. Еднаш забележал две глувчиња во кошницата со алишта за перење. Токму се готвел да ги фати, кога слушнал како едно од глувчињата вели: Види го она маченце, ајде да поиграме со него, а потоа ќе си го фатиме. Марми се зачуди. Какви глупости? Каде се чуло и видело глувци да фаќаат мачки? Си помисли. Но глувците го збркнале Марми и тој бил толку изненаден што почнал да бега со сеета сила. Светот се свртел наопаку, си помисли тој. Токму тогаш се појавил Бач. Бач бил еден голем пес и му заражал на Марми. Марми сакал да избега и се искачил на едно дрво, кога се сетил. А ако навистина се свртел светот наопаку? Тогаш, ако го спобркам кучето, тој ќе избега. И Марби го спобркал Бач со сета сила. Се разбира, Бач почнал да бега. Види каков избркан свет, мислел Марми. Мачки бркаат кучиња, а глувци мачки. Чесен збор, никогаш немам слушнато такво нешто. Погледнал нагоре. По патот одел млекарот со конјот качен на колата. За најголемо чудење на Марми, млекарот бил впрегнат, а конјот седел на колата и викал: Ди! Млекарот почнал да потрчува по улицата. Потоа Марми видел две многу мали дечиња кои оделе со своите родители. Децата им велеле на родителите: Вие сте многу лоши. Штом ќе се вратиме дома, веднаш ќе си легнете без да добиете вечера. Леле, ве молиме немојте да не казнувате, се молеле таткото и мајката. По извесно време почнало да се стемнува, но наместо да изгреат месечината и ѕвездите, огреало сонцето. Нели сега е ноќ, си рекол Марми, а ноќе треба да светат месечината и ѕвездите, не сонцето. Еј, сонце, оди си! Не сакам, одвратило сонцето. Овој свет е свртен наопаку и јас ќе си греам ноќе. Затоа пак ќе си играм цел ден. Што ли уште ќе се случи? Си помислил Марми. Но кога ја дигнал главата, го видел гавранот Алберт кој летал наопаку. Леле, колку длабоко заспал Алберт, си рекол Марми. Сигурно сонува наопаку превртен сон. Еј, Алберт, разбуди се! Алберт се стресол, се свртел и почнал да лета како што треба. Само по еден миг и сонцето било заедено. Изгреала месечината, се појавиле ѕвездите. Конјот на млекарот почнал да ја влече колата, а Бач го спобркал Марми. Марми ги спобркал глувците, а тие се скриле во кошницата со алишта за перење.
и бидејќи бил огледнет, отешол во кујната и каснал вкусна риба и се напил млекце. Алберт се вратил во своето гнездо на врвот на дрвото и се готвел за долг сон. Га! Гракнал тој. Тоа навистина беше интересен сон. Скакулецот и полжавот. Си бил едно време еден многу горделив скакулец Санди. Уште како мало скакулче, кога учел да скока со другите скакулчиња, тој секогаш правел големи скокови и учителот му велел: Санди, ти треба да знаеш да правиш како големи, така и мали скокови. Не сакам, одвречал Санди. Јас не сум било каков скакулец и затоа ќе правам само големи скокови. И така не се научи да прави мали скокови. Но еднаш, кога излезе да си поскока, сретна една полжавица по име Оливија. Мила, не те дразни ли тој бавен живот? Ја праша. По цел ден се влечкаш со кучичката на грбот. Никако, рече Оливија. Јас сакам да се влечам. Задоволна сум што сум полжавица, особено кога врне, зашто никогаш не наврнувам под мојата убава цврста покривка. И никогаш не задоцнувам дома. Пријатно е да бидеш полжав. Твоја работа, рече Санди. Секој според својот вкус. До гледање. И си тргна подскокнувајќи. Каков горделивец. А навистина беше мајстор на скоковите. Скакулците воопшто не се такви. Санди можеше со еден скок да прескокне повеќе од една педа растојание, тоа е премногу, па самиот е 10 пати помало од една педа. Но се разбира, имаше некој нешто што Санди не можеше да ги прави. Например, не можеше да прави мали скокови. Не можеше да прескокне, да речеме, половина педа или твртина педа растојание, туку само една педа. Секогаш само една педа. И така додека разговараа со Оливија, дојде време за ручек и Санди почна да скока на кај дома. Но кога наближи само на половина педа од куќата, која беше мала дупка, Санди свати дека нема да успее да влезе внатре, зашто секогаш кога ќе скокнеше, ја прескокнуваше куќата и ќе се најдеше зад неа. Се обиде неколку пати, но бидејќи знаеше да прави само големи скокови, секогаш ја прескокнуваше дупката. Ниеднаш не успеа да влезе во неа. Кутриот Санди многу се умори и се натажи, кога етети од спротива му се довлечка Оливија со кучичката на грб. Санди, гледаш ли, му рече, и да бидеш полжав има своји добри страни. Барем можеш да влезеш дома кога сакаш. Сепак, таа беше добра полжавка. Повеќето полжавки се такви, освен кога ќе се разбудат наутро. Тогаш се малку нерасположени. И така, таа му рече на Санди: Качи ми се на грбов и ќе те однесам дома. Санди и се качи на грбот и таа се довлечка до неговата куќа. Колку беше задоволен Санди. Ти благодарам, мила Оливија, и рече. Сега сваќам дека не е најважно да знаеш да правиш само големи скокови. Точно, се согласи Оливија. И малите скокови се потребни како и големите. А сега, Санди, до гледање. Полицаецот Артур и неговиот конј Хари. Си бил едно време еден многу непослушен полициски конј кој се викал Хари. Облечен во сина униформа и со гумена палга на ременот, Артур обично јаваше нагоре-надолу низ Лондон на конјот Хари. А Хари многу сакаше да оди зад автобусите кои бавно се движеа сред уличниот сообраќај и да го душка нивното задно стакло додека тоа се замагли. Тогаш Артур се подкреваше на узенгиите и црташе со прст различни муцки на замаглениот прозорец. Тоа многу го засмејуваше Хари. Двајцата толку се занесуваа во таа работа. Хари да оди по автобусите и да душка по нивното стакло, а Артур да црта муцки, што не им остануваше време да фатат некој крадец. И едно утро полицискиот инспектор Реджинал го викнал водникот. Воднику, повелете сер, одврати водникот. Воднику, праша Реджиналд, зошто Артур повеќе не фаќа крадци? Господине, воопшто не знам, одговори водникот. Воднику, тогаш проверете.
Тоа е голем пропуст, рече инспекторот Реджиналд. Разбирам, рече Џорџ. Така се викаше водникот. И повторно поздрави. Потоа излезе и го јавна конјот. Тој конј беше многу послушен и никогаш не ги душкаше стаклата на автобусите. Џорџ тргна нагоре по улицата да ги бара Хари и Артур и да разбере што прават. Најпосле ги сретна и виде како Хари го душка задното стакло на еден автобус за да го замагли, а Артур се наведнува напред и црта нешто на него. Ах, какви никаквеци, си рече водникот Џорџ. Но изгледа таа работа е многу интересна. И тој се вдаде по еден автобус така што конјот да го душка неговото задно стакло. Потоа посегна и на стаклото со прст го нацрта инспекторот Реджиналд. Арно, ама, го видел друг полицаец и тој исто така си помисли дека таа работа сигурно е многу интересна. По ова, целата конјичка полиција тргна по автобусите. Коњите ги душкаа нивните стакла, а полицајците цртаа на нив. Сите кратци беа многу изненадени од тоа што полицајците беа зафатени со цртање и повеќе не доаѓаа да ги затворат. Чудна работа, што ли си има случено со полицајците, си велеа тие, а потоа отидоа и видоа дека полицајците цртаат разни работи на задните стакла на автобусите. Види колку е интересно, си рекоа кратците и сите престанаа да крадат. Наместо тоа, си купија коњи кои ќе ги душкаат задните стакла на автобусите за тие да цртаат на нив. Началникот на полицијата во Лондон беше многу задоволен и заповеда да ги доведат пред него Хари и Артур. И двајцата сте многу паметни, им рече тој и го унапреди Артур во чин водник. Ветерот и кравите. Си беа едно време неколку крави. Под едно сенчесто дрво на полјаната, тие си пасеа трева и детелина, а јужниот ветер си вееше лесно и притаено ги стоплуваше. Колку е добар овој ветер, си велеа кравите додека пасеа трева. Ајде да му подариме нешто. Само што? Се сетив, викна малата кафеава крава. Да му подариме еден кожув, па да го топли штом ќе задува ужасниот Северко. Не, нема смисла, не се согласија другите крави. Кожувот нема да сврши работа. Јас знам што да направиме, рече една крава со црни и бели дамки. Да го замолиме петлето на ветроказот на покривот на црквата, штом ќе слушне дека доаѓа Северко, да му покаже погрешна насока. Тогаш Северко ќе се врати обратно на северниот пол и нема да го вознемирува нашиот драг јужен ветер. Одлична идеја, викнаа сите крави и веднаш го прашаа ветроказот. Мило пекленце, се согласуваш ли штом ќе слушнеш дека доаѓа северниот ветер, да покажеш југ наместо север и така да го натараш да си оди? Се согласувам, одговори петлето на ветроказот. Вечерта кравите пак се стоеја на полјаната, кога ненадејно јужниот ветер стивна и од север над полјаната дувна студен ветер. Тоа беше Северко кој доаѓаше да ги смрзне. Тој беше толку студен зашто доаѓаше дури од северниот пол преку ледени планини и смрзнати мориња. Хо-хо, ревел Северко. Сега ќе ве смрзнам. Но петлето на ветроказот беше на штрек. Тоа почека додека Северко се поперчи преку неколку дрвја, ги нишаше и ги тресеше и почна многу бавно да се врти. Тоа не беше лесна работа, зашто сега Северко дуваше многу силно, но не мина многу време и петлето на ветроказот не покажуваше север. На крај, Северко забележа дека ветроказот покажува југ. Поđаволите, викна тој. Па јас сум северен, а не јужен ветер. Изгледа сум тргнал по погрешен пат. И се сврте и така задува на другата страна што се најде на северниот пол уште пред да изброи до 3. Чудна работа, си помисли. Никогаш не ми е јасно дали денеска пристигнувам или си одам. Најдобро е малку да дремнам. И Северко си легна и брзо заспа. А таму, на полјаната, кравите продолжуваа да пасат трева и детелина. Набрзо кај нив
Пак дојде јужниот ветер и задува тивко над ливадите и над нивната полјана. Заборавениот роден ден. Си бил едно време еден голем татко слон кој живеел во Випстенејската зоолошка градина со мајката слоница и нивното малечко слонче Јалмар. Слонот бил многу голем. Дури и малиот Јалмар не беше многу мал. Не постојат многу мали слонови. Еден ден Јалмар и мајка му видоа дека таткото слон стои исправен на глава. Што правиш? Го праша слоницата. Се мачам нешто да се сетам, одговори слонот. Што да се сетиш? Мила, да знаев што немаше да се мачам, да се сетам. И рече тој и си замина. Јалмар, ајде стрчај се и види дали можеш да откриеш што заборавил татко ти, викна слоницата. Јалмар одва и се сврте. Помалку се искачи на ридчето покрај бамбусовата шума, седна на земја и се загледа во облаците на небото. Едно време слушна дека некој плаче. Наоколу не се гледаше ништо, но му се пристори дека плачењето доаѓа одблизу. Затоа Јалмар рече: Те молам, не плачи, еве сега ќе ти помогнам. Плачењето веднаш престана. Кој си ти? Прашал Јалмар. Не можам да те видам. Јас сум еден заборавен роден ден, одговори едно гласче. И не знам чиј сум. Ох, кутриот, викна Јалмар. Многу жално. А си имаш ли торта? Се разбира. Каков роден ден ако нема торта? Рече заборавениот роден ден. Мојата има 6 свечи. Значи некој наполнил 6 години. Колку е убаво да има 6 години? Си помисли Јалмар. Прекрасна возраст. Речи си исто толку убава како да имаш 7. И 5 години се убави. Исто така и 4. А што се однесува на 8, кога имаш 8 години веќе си полувозрасен. Сепак ми се чини дека повеќе би сакал да бидам на 6 години. Многу жалам што не можам да ти помогнам. Не знам кој си го заборавил роденденот. Јалмар тргнал на кај дома и кога се врати виде дека татко му веќе не стои на глава, туку јаде сено. Се сетив, рече татко му. Знаев дека тоа беше вчера или утре, а може би и денеска. Тоа е. Што е тоа? Твојот роден ден, рече мајка му, која што туку влезе. Денеска полни 6 години. Ох, колку се израдува Јалмар. Се стрча со сета сила кон ридчето во бамбусовата шумичка. Еј, викна, ти си бил мојот роден ден. Јас денеска полнам 6 години. Ура, викна роденденот. Ура, ура, ура! Истото пополудне пред Јалмар стоеше торта со 6 свечички. Тој ја протегна сурлата и ги дувна наедна 6 свечи. Прекрасно е да имаш 6 години, си помисли Јалмар. Трошкиот кифла. Имаше едно време на плоштадот Трафалгар во Лондон 100 гулаби и сите тие јадеа зрна просо. Еднаш долетаа уште неколку гулаби. Што ќе јадеме денеска? Прашаа тие. Просо! Ох, ама е вкусно! Набрзо кон нив се придружија и други гулаби. Ура! Викаа тие. Ке јадеме просо! Најпосле долета еден гулаб по име Артур. Ох, пак ли просо? Не сакам повеќе, ми издодеа. Тој летна нагоре и слета на Нелсоновиот столб на кој стои статуата на лорд Нелсон. Од лошо полошо, мој лорде, му се пожали на лорд Нелсон. Секој ден едно исто за ручек. Просо, не можам да го поднесам. А ти што би сакал да јадеш? Го праша лорд Нелсон. Трошки од кифла, рече Артур. Убави трошки од кифла. Лорд Нелсон го зеде двогледот и погледна надолу кон Вајхтхол. Ене онаму, гледам едно детенце кое јаде кифла, рече. Ене онаму, до зградата на кралската гарда. Артур летна натаму и го следеше детето додека не ја изеде целата кифла. Но не доби ни една трошка. Кутриот Артур се расплака од мака. Полицаецот, кој поминуваше во тоа време, многу се зачуди. Чудна работа, рече. Прв пат гледам гулаб да плаче.
Огорчениот Артур се врати на Нелсоновиот столб. Жално е што ти се случи така, рече лорд Нелсон. Што ти рече полицаецот? Рече дека никогаш во животот не видел гулаб како плаче. Да, само промоморе лорд Нелсон. Знам дека не треба да плачам за кифли, рече Артур. Се разбира не треба, рече лорд Нелсон. Нема никаква полза. Знаеш, ми дојде една мисла. Ако погледнеш во долниот джеп на мојот мундир, ќе видиш една паричка. Еден работник ми ја остави за среќа кога го дигаат мојот, тоест Нелсоновиот столб. А ти? И тој му шепна нешто на Артур. Прекрасна идеја, викна Артур. Ви благодарам, мој лорде. Ја зеде паричка и летна до лебарницата на аголот на улицата Странт и со неа си купи кифла. Потоа слета на прозорецот на лебарницата и почна да колва од кифлата. А луѓето што поминуваа покрај него си велеа: види, овој гулаб сака да јаде кифли, сигурно се многу вкусни. И многуми навлегуваа во лебарницата и си купуваа полни торби кифли за со чај. Лебарот беше многу задоволен. Можеш да доаѓаш овде секој ден околу 5 часот, му рече на Артур. Јас ке ти подарувам по една кифла. Ти си најдобрата реклама за мојот дуќан. Еве ти една и сега за награда. Артур ја зеде во клунот и се врати кај лорд Нелсон. Каснете малку, мој лорде, рече и му скрши една половина. Благодарам, рече лорд Нелсон. Нема зошто, мој лорде, рече Артур. Ги гледате оние гулаби како го колваат просото, како да пијат чај, а јас предпочитам кифли. И јас, рече лорд Нелсон. 3 ура. Си била едно време една директорка по име Мис Балсам. По хокеарскиот надпревар со соседното училиште, таа ги натерала ученичките да викнат 3 пати ура. Ајде, девојчиња, ги покани. 3 пати ура за надпреварувачките на екипата на Сент Хилда. Хип, 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 но ништо не се слушна. 3 ура беа оттидени да пијат лимонада. Мис Балсам отиде надолу до сладкарницата да ги побара. Еј, вие, 3 ура! Враќајте се веднаш! Не сакаме, одговорија 3 ура. Додека не ја испиеме лимонадата, нема да се вратиме. Мис Балсам се налути, но се потруди да се однесува пријателски со нив и дури им се насмевна. Добро, тогаш до скоро видување, рече и си отиде. Имам само еден одговор на тоа, рече најстарото ура. Каков? Прашаа другите. Па штом таа вели до скоро видување, вие требаше да речете многу тивко, додека не те видам прво јас. 3 ура се изнасмеаја, а потоа решија да тргнат по светот и да видат каде ќе бидат најполезни. Ајде да одиме на фудбалскиот надпревар, рече едното ура. Таму многу им требаат ура. И тргнаа на фудбалскиот надпревар, но на сред пат сретнаа многу уа кои исто така одеа натаму. А едното уа им рече: ми се чини дека за овој надпревар нема да бидат потребни урата. Играчите не играат многу добро. Тогаш урата се поздравија со уата и решија да одат некаде на друго место. Што велите да одиме в театар? Предложи едно од урата. Знам дека таму луѓето викаат уа! Но кога отидоа в театар, видоа дека таму има само многу обични ракоплескања и затоа решија да си заминат. Така скитаа нагоре-надолу по светот и наеднаш се почувствуваа осамени и непотребни. А бидејќи се уште не сакаа да се вратат во училиштето на Мис Балсам, тргнаа на прошетка низ Лондон. Токму тогаш видоа една златна кочија со неколку коњи. На двете страни на улицата видоа насобрани многу луѓе кои мафтаа со знаменца. Тоа беше свеченоста по повод стапувањето на должност на новиот градоначалник на Лондон. 3 ура се израдуваа и беа речиси разграбани од луѓето. Секој викаше ура. Колку беше убаво! По церемонијата 3 ура само што решија да тргнат, кога од спротива се покажа Мис Балсам. Здраво, 3 ура! Нели беше прекрасна церемонијата? Да, прекрасна, потврдија тие. А сега треба да си одам. Ке се обидам да го стигнам автобусот, рече Мис Балсам. До гледање, до скоро видување. Додека не те видиме прво ние, прошепотија 3 ура. Ерос и Славејчето.
Еднаш во Лондон долета едно славејче и слета на фонтаната среде плоштадот Пикадили, а потоа му запеа на Ерос, статуата на крилестото момче со лак и стрела што ја украсува фонтаната. Била темна летна ноќ и славејчето пеело за дрвјата и цвечињата во полето, за морето и сините бранови со бели гребени кои доаѓале кон брегот и се распостилале на златестиот песок за децата што играле на него, граделе кули од песок, пуштале летала, јаделе сладки, пливале и се пласкале во морето. Колку убаво е таму, воздивнуваше Ерос. А овде има само автобуси, такси и автомобили и луѓе кои вечно брзаат на работа или да купуваат. Би сакал морето да дојде овде. Колку среќен ќе бидам тогаш. Ерос воздивна и една солза му се стркала по усната. Мило славејче, рече тој, те молам, помоли го морето да дојде барем еден ден овде. Добро, ќе се обидам, рече славејчето и си летна. Другата вечер, токму кога звездите почнаа да се појавуваат една по една на небото, славејчето слета на една пенушка покрај морето и запеа за осаменото момче на фонтаната во далечниот Лондон. Ветерот ја однесе песната на морето и брановите се слушаа. Цела ноќ славејчето пееше и дури кога изгреа сонцето, тоа летна. Изутрината, кога во Лондон луѓето тргнуваа на работа, беа многу изненадени. Таму на плоштадот Пикадили се брануваше вистинско море, а брановите се гонеа и се разбиваа во песочните брегови на Шатсбери авенија и Риджент стрит. Сонцето грееше весело и немаше ни автобуси, ни такси, ни возила, туку само магаренца кои потрчуваа нагоре надолу по брегот. Луѓето ги соблекоа облеките и ги извадија шапките, ги облекоа костимите за капење, зедоа кофички и лопатчиња и седнаа да си играат на песокот. Некои се лизгаа со водни скии надолу кон Хејмаркет и штом ке поминаа покрај Ерос, го прскаа со вода, а тој се смееше од радост. Вечерта над градот се собраа буреносни облаци. Небото потемне и се истури пороен дожд. Кога на крајот дождот преврна и небото се разведри, плоштадот Пикадили беше пак истиот. Насреде со статуата на Ерос, а наоколу јуреа автобуси, такси, поминуваа луѓе со шапки и облеки, забрзани враќајќи се од работа. Штом се стемни и сите се собраа во куќите, славејчето одново долета и слета на фонтаната. Ти благодарам, мило славејче, рече Ерос. Беше многу убаво. Тогаш повторно почна да врне и славејчето летна на едно суво место до ногата на момчето. Ја пикна главата под крилцето и заспа, а првиот автобус тргна по Риджент стрит на пат за плоштадот Пикадили. Мистер Џонс и ловецот на Еј. Мистер Џонс сакаше да седи пред каминот во својата мала соба и да чита книги. Тој беше многу среќен, но едно нешто му ја замрачуваше среќата. Неговата жена, мисис Џонс, која општо земено беше многу мила жена, но имаше лоша навика да му вика од кујната или од спалната. Еј! И секогаш кога таа ќе викнеше Еј! Мистер Џонс ја оставаше книгата, воздивнуваше и одеше во собата или во спалната. Треба да се признае дека мистер Џонс многу сакаше да си лежи на каучот и ја прашуваше. Мила, што сакаш? Само една чаша чај, мил, одговараше мисис Џонс, или подкрени ми ја перницава, или ќе одеш ли да ми купиш вечерен весник? И мистер Џонс исполнуваше се, а потоа се враќаше. Повторно седнуваше пред запалениот камин и само што ќе ја земеше книгата, пак ќе го слушнеше тоа Еј! Кутриот мистер Џонс просто не знаеше што да прави. Еднаш, кога беше излезен на прошетка, слушна во близина некој како плаче. Се сврти и виде сосема нешто необично. Така нешто, не знам што. Тоа имаше танки ножиња и рачиња, големо тело и глава слеани во едно, кои личеа на инката на старомоден грамофон.
и плачеше, срцето да ти се раскине. Што станало? Праша мистер Џонс. Но тоа нешто не одговори, туку и натаму плачеше. Ајде, го покани мистер Џонс. Нема смисла да плачеш. Кажи ми кој си ти или што си? Јас сум ловец на еј, одговори нештото. А не знам каде можам да ги најдам. И заплака уште посилно. Ловец на еј? Се зачуди мистер Џонс. Па, зар има на светов нешто поубаво од ловците на еј? Те молам дојди кај мене дома и остани да живееш со нас. Ние имаме колку сакаш еј. Ловецот на еј веднаш ги избриша солзите и отиде да живее кај мистер Џонс. Седна пред каминот, а мистер Џонс почна да чита една книга. Веќе читаше неколку часови и беше многу среќен кога етети мисис Џонс ја отвори вратата и викна со сонлив глас. Зар не ме слушаш дека ти викам еј? Мила, додека ми викаш што? Ја праша зачудено мистер Џонс. Тој не го слуша нејзиното еј, зашто ловецот на еј го фатил. Не ме слушна кога викав? Повтори мисис Џонс. Не, мила, одговори искрено мистер Џонс. Не слушнав. Штом не ме слушаш кога ти викам еј, тогаш ќе купам едно звонче и ќе ти звонам. И запамети, треба да дојдеш кога ќе го слушнеш како звони. Мисис Џонс купи звонче и пак отиде да си легне. Наеднаш нешто ја скокотна по грбот и таа му задзвони на мистер Џонс да дојде и да ја почеша. Штом го слушна звончето, тој ја остави книгата и отиде да ја почеша по грбот мисис Џонс за да й биде пријатно. Потоа повторно се врати во собата. Треба да направиме нешто, му рече на ловецот на еј. Сега ми е неопходен еден придушувач на звончето, така што, кога мисис Џонс ќе задзвони со звончето, да не можам да го слушнам. И излегоа на прошетка фатени за рака. Патем средна еден човек. Дали би ни кажал каде можеме да најдеме еден придушувач на звонење? Праша мистер Џонс, откако учтиво ја извади шапката. Се разбира, одговори мажот. Прво тргнете десно, потоа право кон врвот на ридот. Се искачија на врвот на ридот. Таму стоеше придушувачот на звонење сосема сам. Тој имаше многу раце како полип, а на крајот од секоја рака малечок гумен сунџер со кој го придушуваше звонењето на звончињата. Сакаш ли да дојдеш со нас и да го придушуваш звонењето на мисис Џонс? Го праша мистер Џонс. Придушувачот на звонењето се согласи од се срце и тргна веднаш со нив. Се вратија дома и почнаа сите да живеат во собата на мистер Џонс. А кога мисис Џонс викала еј или звонеше со звончето, мистер Џонс веќе не слушал. Туку си седал пред каминот и продолжувал да чита. Така, мисис Џонс, сакајќи или не, престана да се излежува во постела, доаѓаше и седнуваше покрај огнот. Од тогаш двајцата заживееја многу среќно. Тибетскиот јак. Далеку, многу далеку од сена светов, во планините на Тибет, живеел еден јак. Така се викаат тибетските бигови. Се разбира, не може сосема да се каже дека беше далеку од сена светов. Живееше со снегот и мразот, лапавиците, студениот ветер, влажната трева и карпите. Вез ден таму завиваше виулицата, а сонцето се криеше зад облаците. Црни гаврани летаа по небото, што навестуваа бура. Да, јакот живееше со сите тие нешта, но беше многу далеку од продавниците и од книгите со слики, сладоледот, местото покрај каминот, киното и децата што одат на училиште. И бидејќи јакот немаше име, јас ке го викам едноставно јак. И така, јак сакаше да седи во пријатно тивко катче за карпите и да го слуша шумот на морето. Од некаде нашол еден морски полжав, прекрасен спирален полжав, и штом ке си го допреше до увото, го слушаше шумот на морскиот прилив. Кој знае од каде беше попаднал тој полжав, но од се на светот јак најмногу го сакаше него.
Обично, дење го криеше од другите јакови и од гавраните, но затоа, ноќе, по изгревањето на звездите седнуваше зад карпите на планината и го слушаше од полжавот шумот на морето. Јак мечтаеше за морскиот брег. И еден ден го зеде спиралниот полжав, се поздрави со другите јакови и тргна на пат. Сигурно ќе се зачудите како може јак да носи спирален полжав кога си оди. Едноставно, тој си го наденал на десниот рок. Само јак не знаеше по кој пат да тргне. Мислеше дека ако оди упорно секој ден, на крајот на краиштата ќе стигне до морето. И одеше дење, а ноќе пасеше трева. Го слушаше во полжавот шумот на морето и потоа заспиваше. Одеше ден-два, но се уште не стигнуваше до морето. Околу него се издигаа планини. Понекогаш сретнуваше стадо диви кози, а еднаш виде орел високо на небото. Само морето уште не се гледаше. Еден ден, пиејќи вода од едно планинско изворче, наеднаш му стана многу мачно. Седна до поточето, го извади полжавот од рогот, го допре до увото и почна да слуша. Поточето жубореше весело меѓу камењата, го гледаше јакот и се чудеше што прави. Што правиш? Не издржа да не го праша. Слушам, одговори јакот. Да и јас да послушам, го замоли поточето. Јак го доближи полжавот до поточето и тоа почна да слуша. Па тоа е морето, викна тоа. Да, самото море. А ти го знаеш ли патот до морето? Го праша Јак. Па јас постојано одам до него. Ти само оди по мене и ќе стигнеш таму. Ти благодарам, одговори Јакот и тргна со поточето. Набрзо поточето се зголеми, а потоа се преобрази во голема полноводна река по која пловат бродови. Ке биде подобро ако се качам на некој брод наместо да одам пеш, си помисли Јакот и се качи на еден брод, си плати за превозот и заплови по струјата. Бродот имаше големо црвено едро. Ветерот го дуваше, а Јакот само седеше и се одмараше. Најпосле стигнаа до морето. Тоа беше величенствено. Јак седна на песокот и се загледа во брановите што се бркаа. Тие шумеа, така што шумеа во неговиот полжав. Јак беше среќен. Овде е многу попријатно отколку во студените и влажни планини, си помисли. За ноќевање си најде една пештера. И бидејќи беше многу жешко, отиде на бербер да му ја постриже долгата волна, а потоа се врати на морскиот брег и почна да ги шета децата на својот грб за 2 парички. Многу брзо собра толку пари што можеше да си купи колку што сака сено и сладолед. Животот таму многу му се допадна. Му се допаѓаше морскиот брег, но најмногу од се му се допаѓаат доцните вечерни часови кога се стемнува и луѓето се прибираат дома. Тогаш седеше пред пештерата, го слушаше шумот на морето, ги гледаше бродовите што заминуваа во далечината, сонцето што заоѓаше зад хоризонтот. Потоа на темното небо звездите изгреваа една по една, а брановите го плискаа брегот. Трите шапки на мистер Хепи. Мистер Хепенстал имаше 3 шапки и ги носеше една врз друга. Сите жители на Хај Стрит, лекарот, градинарот, чистачот, воопшто сите си мислеа: колку учтив човек е мистер Хепенстал. Ги вади шапките 3 пати кога ќе не сретне. Секоја шапка поеднаш. Понекогаш мистер Хепенстал сакаше да си подпевнува одејчи. Се викам мистер Хепенстал и носам 3 шапки наеднаш. Некои луѓе велат дека сум глупав, а некои велат дека сум тап. Не ми е грижа што велат луѓето, 3 шапки носам на ден. Живот живеам наеднаш, си велам јас, 3 шапки носам наеднаш. Но некои денови мистер Хепенстал беше нерасположен. Зашто, иако носеше 3 шапки наеднаш, имаше само 2 раце и затоа можеше да вади 2 шапки. А за да ја извади третата шапка, требаше едната да ја става под мишка. Колку сакам да можам да си ги вадам сите 3 шапки наеднаш, си помислуваше. И ете,
Токму тогаш се покажа Марми, мачката на мистер Хепенстал. Марми, каде одиш? Ја праша мистер Хепенстал. Одам во рибарница да си купам малку риби, одговори Марми. Сакаш ли да се качиш на моево рамо? И предложи мистер Хепенстал. Па, кога ќе го сретнеме лекарот, градинарот или чистачот, или жената на чистачот, или некој друг, ти да извадиш место мене една од моите шапки. Добро, се согласи Марми и скокна на рамото од мистер Хепенстал. Токму тогаш доаѓаше жената на лекарот мисис Смарт. Добро утро, мисис Смарт, ја поздрави мистер Хепенстал, вадејќи со едната рака една шапка, со другата рака друга шапка, а Марми ја извади третата шапка. Добро утро, мистер Хепенстал, отпоздрави мисис Смарт и си рече: колку учтив човек. Тогаш мистер Хепенстал се обрати код Марми. Марми, ти благодарам, мила. Ти си најдобрата мачка што скокна на моето рамо и ми помогна да ги извадам шапките. Носорогот и добрата самовила. Пред повеќе стотини години, кога сите татковци биле момчиња, живееше еден носорог. Се викаше Сем. Сем беше предебел, но никогаш не се обеспокојуваше поради тоа. Дури се чувствуваше среќен и додека да заспие си подпевнуваше. Носорогот јаде многу, зашто е многу широк и внатре има многу место. По изедувањето на 100 чоколадни бисквити, испиваше една чаша млеко и заспиваше. Сонуваше цела ноќ и секогаш сонуваше еден ист сон. Сонуваше дека нешто го скокотка. Отпрвин, одвај го сеќаваше скокоткањето, потоа скокоткањето се засилуваше и на крајот стануваше толку силно, што Сем се вртеше немирно во постелата и паѓаше долу. И бидејќи беше толку голем и дебел, паѓаше со силен тресок. Бум! А луѓето кои живееја во соседството почнаа да се жалат и велеа дека е многу лош носорог штом дига толкава врева. Котриот Сем не знаеше што да прави. Затоа реши да се посоветува со мудриот стар ут кој живееше во еден даб. Утот се викаше Џо и знаеше да смета, да пишува, да чита, а во петок си ги остреше ноктите. Сем му раскажа на Џо како паѓа од постелата секоја ноќ и како неговите соседи се жалат од него и го праша што да прави за да не се врти толку немирно. Знаеш, рече Џо, треба да ја замолиш твојата добра самовила да ти помогне. Добро, се согласи Сем. Еве сега ќе ја замолам. И посака да му се јави самовилата, потоа посака уште еднаш и уште еднаш. Третиот пат во тревата се слушна шушкање и се појави една самовила, убава како јаглика. Во десната рака држеше сребрено волшебно стапче. Го чугна со него по носот, а Сем почна да ја ги раскажува своите маки. Како си легнува секоја вечер и си изедува 100 чоколадни бисквити, како испива една чаша млеко, а потоа заспива. Како сонува и чувствува дека некој го скокотка и се врти толку немирно во постелата, така што паѓа, а соседите се жалат на него. Ти си глупав носорог, му рече самовилата. Зар не ти текнува дека кога јадеш по 100 чоколадни бисквити в постела ќе си изронат трошки? Се разбира дека те скокоткаат, затоа и паѓаш од постелата. А што да правам? Праша Сем. Ако не јадам добро навечер, ќе ослабнам. Ке ти помогнам, рече самовилата. Сега затвори ги очите и не гледај. Сем ги затвори очите, а таа мавна со волшебното стапче над главата на Џо. За миг тој се преобрази од ут во славајче. Еј, што станува? Не обеспокојувај се, рече самовилата. Помисли на убавите трошки од бисквити што сега ќе можеш да ги јадеш. Добро, ако сум славајче, се согласи Џо. Ги расшири жолтите крилца и запеа. Прсти и палци, зимата е студена, јас ќе ги изедам вашите трошки. Дури тогаш Сем ги отвори очите. Да ги колве моите трошки, викна тој. Па се разбира, токму тоа треба да го прави. Ох, ти благодарам, добра самовило, ти благодарам од се срце.
Сега веќе нема да чувствувам дека нешто ме скокотка и нема да се вртам немирно во постелата и да паѓам на подот. До гледање, рече добрата Самовила. Таа ги бакна Џо и Сем и само со едно замавнување со волшебното стапче исчезна. Така Џо отиде да живее кај Сем. Беа многу среќни и Сем веќе не сонуваше ништо. Ниту се вртеше или паѓаше од постелата. Сите соседи велеа дека станал многу добар носорог. Убаво му беше со таквиот пријател со кој си ги јадеше трошките. А еве каква песничка си пее Сем кога во некое рано утро слегува до реката. Прсти и палци, Џо е жолт и ги јаде моите трошки, така што никогаш не права од постела бум, или туп или тап. Благодарение на Џо кој е жолт и добар и јас заспевам како што треба да прави носорогот. Петлето ветрокас и сонцето. Си живееше еднаш едно петле ветрокас. Се викало Коки. Беше направено од ламарина и само едното ноже му било од железо. Петлето ветрокас било прицврстено за врвот на високата камбанарија на црквата на Ридот. Секое утро сонцето изгреваше токму зад Ридот, близу до камбанаријата на Коки и поминуваше толку блиску до него, што Коки можеше да го допре со едното ламаринено крилце, само ако доволно го рашири. Првата работа на сонцето беше штом ќе изгрее да појаде парче препечен леп, зашто наутро секогаш се будеше многу гладно. Еднаш, додека го печеше парчето, почувствува дека некој го скокотка. Погледна надолу да види кој е, но не забележа ништо друго освен Коки и камбанаријата. Сонцето се почеша за да му помине скокотот, но кога го погледна парчето, тоа веќе беше изгорено, а друг леп немаше. Сонцето се нажали, се скри зад облаците и тој ден воопшто не излезе оттаму. Другото утро, токму кога парчето почна да му се румене, сонцето почувствува дека некој пак го скокотка. Погледна надолу, се почеша и ете ти парчето пак изгоре. Сонцето многу се нажали. Го испушти парчето долу и ги стисна облаците, така што од нив заварна дожд. А долу, на земјата, задува таква бура, се истори таков порој, толку грмеше и молскаше како никогаш дотогаш. И зутрината сонцето се разбуди порано и почна пак да си пече парче леп, но токму кога требаше да го подготви, почувствува дека пак некој го скоткотка. Овој пат не погледна надолу и без да го испушти од погледот парчето, се почеша. Само скокоткањето се засили и сонцето само малку погледна надолу и штом го сврти погледот, несреќата се случи. Парчето пак беше изгорено. Иако погледна само за миг, парчето стана црно како јаглен. Овој пат сонцето не рече ни збор. Дури не се ни разгневи. Само ги собра прстите и изброи до 10. Следното утро, кога дојде време да го препечува парчето леп, ја подготви скарата, но не стави леп на неа. Почека малку и набрзо пак почувствува скокоткање. Сонцето мирно ја остави скарата и погледна кон местото од каде што доаѓаше скокоткањето. Ништо особено не забележа, само Коки и камбанаријата. Погледна многу повнимателно и дури тогаш виде дека Коки си го истегнал крилцето и го скокотка со врвчето. Чесен збор, никогаш немаше да се сетам дека ти си тој што ме скокотка, рече сонцето. Знаеш ли дека поради тебе 3 утра, едно по друго, си го изгорувам препечениот леп. Ти си лошо петле ветрокас. Многу жалам, си извини Коки. Никако не сакав да си го изгориш парчето леп. Те скокоткав само за да те насмеам. Добро, сега ќе ти простам, но друг пат да не правиш така, рече сонцето. Нема да правам, вети Коки. Другото утро сонцето изгреа и спокојно го испече лепчето. Потоа, без збор да рече, стави уште едно парче да се пече на скарата. Го намачка со дебел слој маст и му го даде на Коки. Замемоли од задоволство Коки. Ох, ама е вкусно! Сонце, многу ти благодарам! И 3 пати се преврте. Кукуригу! Закукурига од радост Коки. Кукуригу, кукури, кукури, куку, куку!
но повеќе не можеше не да се искашла. Едно тровче му застанало во грлото. Ама си глупаво петле ветрокасче, му рече сонцето, подчукнувајќи го по грбот. Глупаво петле ветрокасче. И сонцето почна да се смее. Малиот пингвин. На јужниот пол си живееше едно пингвинче со мајка му. Се викаше Јан. Еднаш додека си седеше на една ледена планина, етети, предниот крај се скрши и Јан се најде во морето на мала Санта Мраз. Сантата Мраз тргна кон север и стигна до Карипското море, а таму живееше една желка која се викаше Џок. Џок пливаше спокојно во морето, кога наеднаш виде, едноставно и таа не знаеше што видела. Што ли е тоа? Си помисли Џок. Да не е задничето на некој мал пингвин погледнато одгоре надолу преку мраз. Изгледа дека е токму така. Џок исплива на површината и го виде Јан седнат на Сантата Мраз. Јан и Џок брзо се спријателија. Се играа заедно, ловеа риби и пливаа натаму наваму меѓу подводните карпи. Еднаш Џок рече: Сакаш да видиш како се прави супа од желка? Сакам, одговори Јан. Добро, но прво треба да ти кажам како се подготвува, рече Џок. Прво, треба да избереш убав топол ден кога сонцето силно пече. Потоа ставаш една голема кутија од конзерва на брегот, ја полниш со 3/4 сладка вода и 1/4 морска сол. Потоа, наоѓаш некоја желка која влегува внатре како во прекрасна жешка када. Сонцето почна да пече се посилно. Водата од големата кутија од конзерва се вжешти и на желката и стана уште пожешко. Помалку, желката излезе од кутијата од конзерва и се нурна во морето за да се разлади. Тогаш, на нејзино место во кутијата од конзерва влезе друга желка. А кога и нејзе ќе стане многу жешко, таа исто така излегува и оди да си поплива во морето. За да се направи на тој начин толку супа, се потребни 5 желки. Тогаш доаѓа еден човек и ја прелева супата од желки од големата кутија во помали кутии од конзерви, им ги затвара капаците и им става по една етикета. А сега дојде да видиш како се прават тие работи. Испливаа до брегот и видеа дека таму има 2 големи кутии од конзерви и 10 желки кои ја готвеле во ред супата од желки. Види колку интересно, рече Јан. Многу жалам, но веќе треба да си одам дома. Мама ќе се загрижи. Токму така, рече Џок. Само што ќе треба долго да пливаш до дома. Затоа, знаеш што ќе направиме? Ќе те ставиме во една кутија од конзерва и ќе го испратиме по пошта. Речено сторено. Јан влезе во една кутија од конзерва. Џок го затвори капакот, го пречкрта написот супа од желки и место него напиша супа од пингвини. Потоа залепи марка на кутијата и ја предаде во поштата. Другиот ден поштарот чукна на ледената планина каде што живееше мисис Пингвинка и ја врачи кутијата од конзерва. Благодарам, рече мисис Пингвинка, ја остави на подот кутијата и продолжи да брише прав. По извесно време погледна во кутијата и ја прочита етикетата. Супа, си рече. Многу добро, супа. Што? Супа од пингвини? Брзо, помош! И го зеде отварачот за конзерви, ја отвори кутијата и од неа се појави Јан. Мравката и шеќерот. Тетка Луси имаше куќа со градина. Таа живееше во куќата, а во градината живееја 100 мравки. Еднаш мравката Томи си рекла: „Ке одам да побарам нешто за јадење." И одејќи кон задната врата од куќата, по подот од кујната, се искачи до вратичката од бифето, стигна до дупката од клучалката, се провре низ неа и оп, влезе внатре. Ете ја на крај во кујнското бифе. Разгледа наоколу и виде голема тегла полна со шеќер. Ох, се оближа Томи. Токму тоа што најмногу го сакам. Влезе во теглата и почна да лапа. Беше од сладко посладко. Јадеше и подстојано стануваше се подебела, додека на крајот не и се слоши од сладост. Тогаш реши да се врати домна
и тргна кон дупката од клучалката, но толку беше здебелена од шеќерот што не можеше да излезе. Кутрата Томи седна и заплака. Знаеше дека мајка ќе се загрижи и пак се обиде да се провре низ дупката од клучалката, но не успеа. Беше многу дебела. Немаше излез, требаше да остане внатре и за да ослабне, почна да прави гимнастички вежби. Се наведнуваше напред, ги допираше прстите на ногата, дишеше длабоко и клекнуваше, 1-2, 1-2, потоа трчајчи го обиколуваше бифето додека ослабе. И токму кога сакаше да се провре низ дупката од клучалката и да се врати дома, почувствува дека е премалена од глад. Не е лошо да закрепнам пред да стргнам, си рече. Ке каснам малку шеќерче. А бидејќи шеќерот ти се заслади, се најаде до ситост за да има сили да се врати дома. Потоа се обиде пак да се провре низ дупката на клучалката, но не можеше. Пак се здебелила. Тогаш пак почна да прави гимнастички вежби додека ослабе и реши да тргне дома. Гладна, сита, требаше да си оди. Знаеше дека не треба да јаде повеќе шеќер. Се провре низ дупката од клучалката, се спушти надолу по бифето и продолжи по подот од кујната, кон задната врата и се најде пак во градината. Кога се врати дома, се и раскажа на мајка ѝ. Мајка ѝ ги собра сите мравки и им предложи. Ајде да одиме на гости кај тетка Луси. Сите се разлазија по килимот, по столот и право во скутот на тетка Луси. Таа многу се израдува кога ги виде. А тие се надпреваруваа како да ја раскажат дека Томи успеала да влезе во бифето пред да јаде шеќер и како не успеала да излезе откако се најала шеќер. Тогаш, тетка Луси им вети дека од сега натаму ќе им остава помалку шеќер на подот во еден агол на кујната. Сите мравки извикаа од радост. Ти благодариме, тетка Луси. Потоа и подарија еден скокотлив бакнеж за догледање и се вратија во мравјалникот. Добриот змеј. Си живеел еднаш еден змеј. Се викал Комодо и можел да испушта оган од устата. Луѓето кои живееја во близина многу се плашаа од него. Штом ќе го слушнеа неговото движење, безглаво бегаа и се криеја. Секогаш го чувствуваа неговото доближување, зашто змејот имаше 6 нозе и носеше по 3 рала чевли, а секој чевел згора на сеј шкрипеше. Така, каде и да одел Комодо, луѓето веднаш дознаваа. Еднаш Комодо сретнал едно девојче кое воопшто не се плашело од него. Се викало Сузи. Зошто си толку свиреп? Го праша девојчето. Зошто испушташ оган штом ќе видиш дека некој ти доаѓа во пресрет? Па, јас, ова се сплетка Комодо. Всушност, јас никогаш не сум мислел за тоа. Да не бидам ли веќе свиреп? Да, ако сакаш, одговори Сузи. Добро, вети Комодо. Ке се обидам. Се поздравија и Сузи се врати дома. Токму тогаш почна да се стемнува. А таа виде дека сите се многу вознемирени, зашто Чарли, фенерџијата, се уште не ги запалил фенерите. Чарли спиеше. Предходната ноќ откако ги запали фенерите, остана многу доцна, така што уште не беше успеал да се одмори како што треба. Затоа спиеше длабоко во својата постела и сонуваше дека јаде лепи путер. Градоначалникот Вилијам многу се вознемирил. Што да се прави со фенерите? Тогаш на Сузи и текна. Се стрча до пештерата на Комодо и го доведе до градот. Двајцата ги обиколуваа улиците и тој ги запали сите фенери со својот огнен здив. Ех, колку се развеселија луѓето. Од тој ден тие престанаа да се плашат од змејот, зашто видоа дека тој е животно кое многу ги сака луѓето. И од тогаш, секоја година, кога Чарли одеше на одмор, во градот доаѓаше Комодо и ги палеше уличните фенери. Бам! Во дупката во зидот, во собата во куќата, на улицата во градот, во земјата, во светот, во вселената живеело глувчето Алберт.
Алберт се протегаше во својата постела, си каснуваше сиренце и го гледаше пајакот на таванот. Тој висеше на тенката пајажина и се обидуваше да се префрли со нишкање од една греда на друга. Ете, пак се засили. Се заниша еднаш, се заниша уште еднаш и кога се заниша трет пат, така се удри во гредата, што на главата му излезе голема џумка. Зашеметен, доползи до својата пајажина. Расположението многу му се расипа. Пајакот малку поседе, поразмисли што да прави и реши пак да се ги испроба силите. Тој пат успеа да се префрли на другата греда. На Алберт му здодеа да го гледа пајакот, стана и отиде во зоолошката градина да го види својот пријател кенгурот Боб. Боб имаше нови чевли со гумени подлошки за да може полесно да скока. Токму тренираше скокови кога пристигна Алберт. "Гледај колку високо можам да скокнам," рече Боб. И скокна нагоре, потоа доскокна и пак скокна. Скокна толку високо што можеше да дзирне зад од градата, потоа можеше да ги види куќите и уште повисоко можеше да гледа над црковната камбанарија и сосема високо до небото. Токму тогаш помина еден авион. Боб удри во него и на главата му излезе голема џумка. "Еј, каква џумка," си помисли Алберт. "Исто како на пајакот кога ја удри главата во гредата." Боб направи уште еден скок и скокна толку високо што стигна речиси до сонцето. Потоа отиде кај чуварот на зоолошката градина, кој му стави облога за да не го боли џумката. Подоцна Боб и Алберт појадоа заедно. По појадокот Алберт се врати дома и му стави облога на џумката на пајакот. "Ова се вика пријател," си рече пајакот, се поднамести удобно во пајажината и заспа. Конјот и јаболкницата. Една јаболкница се готвеше да даде прв плод. Крај неа стоеше еден конј и реши да почека додека се родат јаболката и да се најаде до ситост. "Ке ти ги изедам сите јаболка," и рече конјот на јаболкницата. На почетокот таа се срамеше, но потоа почна да се вознемирува. "Но сега што да правам кога не знам како да родам јаболка?" си помисли таа. Тогаш реши да го праша магарешкиот трн што растеше близу до неа. Магарешкиот трн и кажа како мисли дека се раѓаат јаболка. Јаболкницата го послуша советот на магарешкиот трн и место јаболка наесен роди магарешки трње. На јаболкницата и беше многу криво, а и на магарешкиот трн, кој сосема искрено сакаше да ја помогне. Но најмногу му беше криво на конјот. "Сега треба да чекам до другата есен за јаболка," си помисли тој. И така, јаболкницата реши следната година, како што е редот, да роди јаболка. Но еднаш, кога една верверичка подскокнуваше по неизините гранки, ја праша како мисли дека се раѓаат јаболка. Верверичката и го кажа своето мислење и јаболкницата го послуша неизиниот совет. Истата година не роди јаболка, туку верверички. Тие постојано подскокнуваа по неизините гранки, додека на крајот не скокна на земја и не се разбегаа. И на јаболкницата и на конјот им стана уште помоćно. Така, кога еден ден дојде земјоделецот во чија градина растеше јаболкницата и кога дувна ветрецот, таа зашуме, земјоделецот ја покажа на жена му и рече: "Ја гледаш ли јаболкницава? Првата година роди магарешки трњи, а втората верверички. Се чудам, што ли ќе роди годинава?" Види, јаболкница да раѓа верверички," викна изненадена жена му. "А може би кутрата не знае како да роди јаболка." "Може би навистина е така," се сети земјоделецот и почна да раскажува како се раѓаат јаболката. Жена му наполно се согласи со него. Овошката слушаше многу внимателно и постапи според нивниот совет, но место јаболка следната година роди бебиња. Жената на земјоделецот беше многу задоволна, зашто многу ги сакаше бебињата. "Многу се пријатни за галење, милите," рече таа, "и целите мирисаат на млеко."
Но токму тогаш бебињата се расплакаа. Леле колкава врева направија. Сето тоа го натера конјот длабоко да размисли. Кој ли е? Рече по извесно време. Загледам во јаболкницата. Кој ли е најдобриот начин за раѓање коњи? Јаболкницата малку размисли, а потоа му кажа како се раѓаат коњи. Конјот слушаше многу внимателно и запамети се што му кажа јаболкницата. По неколку дена јаболкницата праша. Мил конју, кажи ми те молам, како би родил ти јаболка? Конјот ја погледна и го повтори од збор до збор тоа што му го кажа јаболкницата како да роди кончиња. Ке го послушам твојот совет, одговори јаболкницата и прв пат се почувствува сигурна во себе си. Па ти ке си го послушаш својот совет, си помисли конјот. Така треба и да биде. Конјот беше сосема во право, зашто другата есен овошката беше преполна со прекрасни црвени јаболка. Ох, се оближа конјот. Колку многу ги сакам јаболката. Орелот и ѕвездата. Си бил еднаш еден орел Дејвид. Живеел во областа Велс на врвот на една планина. Дејвид многу сакаше да лета високо на небото. Еднаш летна толку високо што стигна до една ѕвезда. Таму, во куќичката живеела Мери со своето јагненце. Дејвид чукна на вратата. Ви доаѓам на гости, рече Дејвид. Мери ја постави трапезата и сите седнаа да појадуваат. Мил орел, сакаш ли препечен леп? Го праша Мери. Не благодарам, рече Дејвид. Ми се прејаде јагнешко месо. Ах, викна наеднаш Мери. Си седнал да јадеш со извалкани канџи. Го фати Дејвид и го однесе во кујната да се измие. Додека тој се миеше, Мери отиде во собата и му шепна нешто на јагнето. Дејвид се врати и седна на трапезата. Сакаш ли уште едно парче препечен леп, моје јагненце? Го праша Мери јагнето. Не благодарам, одговори тоа и бидејќи запамети што му шепна Мери рече. Ми се јаде орловско месо. Дејвид се зачуди и малку се стресе. Затоа Мери кога повторно праша што сака, одговори. Ако сакаш, дај ми едно парче препечен леп. По појадокот, Дејвид се поздрави со Мери и со јагнето и летна на кај дома. Истата ноќ, пред да заспие, Дејвид погледна кон небото и ја виде ѕвездата како свети високо горе, токму над него. Бумбарот и булдожерот. Си живееше еднаш еден тигар Сем. Во својата постела си спиеше во длабок сон. Сонцето беше издигнато високо на небото. Денот беше многу жежок, а Сем се уште спиеше. Тој беше многу мрзлив тигар и понекогаш по цел ден спиеше. Токму тогаш покрај него помина еден бумбар. Ова се вика постела, си рече бумбарот Вилијам. Изгледа дека на неа многу удобно се спие. Долази до постелата, легна до Сем и веднаш заспа длабоко. Кога Сем се разбуди, многу се изненади кога го виде Вилијам. Воопшто не му беше пријатно да најде бумбар во својата постела. Затоа длабоко вдиша воздух и дувна со сета сила. Вилијам се разбуди. Ама силен ветер има денеска, си рече и се фати со нозете за покривката. Сем дувна уште посилно, но не успеа да го дувне Вилијам од постелата. Тогаш си помисли, ако го лижнам по лицето, ќе си помисли дека врне дожд, ќе стане и ќе побрза да си оди дома. Тоа што го помисли и го направи. Ми се чини дека заврна, си рече Вилијам и се свитка под покривката. Кутриот Сем, што да направи за да го избрака Вилијам од својата постела? И тој тргна низ шумата кон куќата каде што стоеше еден булдожер. Името му беше Бач. Сакаш ли да ми помогнеш да го избркаме еден бумбар од мојата постела? Го праша Сем. Од се срце, рече Бач.
Отиде кај постелата на Сем и почна да го истуркува Вилијам од неа. Но Вилијам се држеше цврсто. Бач го туркаше бомбарот и сите животни од шумата дојдоа да го гледаат тоа чудо. Ех, каква борба беше тоа! Бач туркаше и Вилијам туркаше. И така назад-напред. На крајот, Вилијам беше истуркан од постелата. Тој се врати дома и почна да им раскажува на своите браќа и сестри за големата борба со булдожерот Бач. Но Бач толку беше изморен од борбата, што кога ја погледна убавата и удобна постела на Сем, веднаш си помисли: не е лошо да си легнам и малку да поспијам. Сем се вознемири. Не е сеедно да имаш бумбар или булдожер во својата постела. Тогаш тој истрча надвор, донесе вода и нафта и ги стави близу до постелата. Потоа го разбуди Бач. Бач, сигурно си гладен, нели? Праша тој. Се разбира, многу сум гладен, рече Бач. Ене, она му има убава нафта и вода, рече Сем и му го покажа местото каде што ги остави нафтата и водата. Бач се израдува. Тој стана од постелата и побрза да го ја најде нафтата и водата. Штом Бач си замина, Сем веднаш легна во постелата. Сега постелата си е само моја, си рече тој, и ке се наспијам добро. Потоа касна малку леп со путер, испи една чаша млеко и заспа. Слабиот крал и дебелиот готвач. Си живееше еднаш еден дебел крал. Еднаш тој му заповедал на својот многу слаб готвач: сакам да ми направиш колач. Највоздушестиот, највкусниот, најубавиот колач каков што не си направил никогаш досега. Готвачот зеде длабок сад, 2 дузини јајца, путер, 2,5 килограмни брашно и половина килограм квасец. Ги измеша брашното, јајцата и путерот во големиот сад. На крајот го стави и квасецот. Потоа го вклучи гасот и кога рерната се загреа, го стави колачот внатре. Набрзо се расшири пријатен мирис на печен колач и кралот брзо дотрча. Ох, викна, како волшебен мирис! Сигурен сум дека ќе биде прекрасен колач. Се разбира, Ваше Величество, рече готвачот. Тоа ќе биде најубавиот колач на светот. Му ставив половина килограм квасец за да скисне. Одлично, рече кралот. Само, што е ова? Погледна и високо како горната страна на печката на газ почна да се подига и наеднаш прас! Летна во воздух и се појави горната кора на колачот што брзо се дигаше. Види што си направил, рече кралот. Си ставил премногу квасец. Колачот се зголемуваше се повеќе, а на крајот го притисна таванот на кујната и тој почна да напукнува. Готвачот и кралот се стрчаа нагоре по скалите и видоа како колачот го проби таванот и се дигаше кон погорниот кат. Брзо направи нешто да го запреш, викна кралот. Кутриот готвач не знаеше што да направи. Без многу да мисли, скокна врз колачот и седна одозгора да го стисне. Но колачот си растеше како порано и готвачот почувствува како главата му удира во таванот. По еден миг таа го проби покривот, а колачот продолжи да се дига. Ваше Величество, викна готвачот, одете и исклучете го гасот. Кралот потрча надолу по скалите и го исклучи гасот. Потоа го зеде двогледот и отиде во градината. Колачот веќе престана да се дига, но горната кора му беше стасана до небото. Проклет готвач, викна кралот. Ако не се врати брзо долу, ќе нема кој да ми изготви ручек. А потоа си помисли. А ако почне готвачот да јаде од колачот, тој ќе биде се помал. Затоа викна. Готвачу, веднаш изеди го колачот. Со задоволство, Ваше Величество, одговори готвачот и си скрши малку од колачот. Ох, рече, прекрасен колач. Еј, престани да зборуваш, викна кралот. И јади колку што можеш побрзо, зашто ќе останам без ручек. Така и ќе направам, Ваше Величество,
одговори готвачот и почна да лапа колку што може побрзо. Но колачот беше толку голем што поминаа 2 недели додека беше изеден и за тоа време готвачот многу се здебели. А кутриот крал, што чекаше да руча, се повеќе слабееше. Така, место кралот да биде дебел, а готвачот слаб, се случи спротивното. Кралот беше многу слаб, а готвачот многу дебел. Не обеспокојувајте се, ваше величество, рече готвачот, кога го изеде колачот и стапна на земјата. Еве сега ќе ви изготвам прекрасен ручек. И си достоја на зборот. Белешка за авторот. Доналд Бисет е британски писател за деца, илустратор и драмски актер. Роден е во 1910 година. Со своји емисии настапувал на радио и на телевизија. Почнал да објавува во втората половина на 20 век, а негови најпознати дела се Приказни за кое било време, Приказни за некое време, Приказни за идно време, Приказни за ова време, Приказни за друго време, Разговори со еден тигар, Циркуското куче Бенџи, Тигарот Барча, Тигарот сака уште, Кај и морската школка, Јак и закопаното богатство, Кај и сладоледот, Јак си оди дома, Среќниот коњ, Загубениот роденден и Ова е смешно. Повеќето од своите книги самиот си ги илустрирал.